За 24 часа на оделенијата во Тетовската клиничка болница се примени нови 16 лица со COVID-19. На лекување се вкупно 51 пациент, од кои најголемиот дел се на кислородна поддршка, а 2 пациенти се препратени на скопските клиники. Поради компликации од COVID починала и жена на 54 години. Болничките капацитети се полнат, поради што веќе извесен период работи и модуларната болница, која е речиси целосно исполнета. Модуларната болница веќе функционира повеќе од 1 месец и ги има сите услови. Непречено се снабдуваме со лекови, со кислород и така се трудиме да им излегуваме во пресрет на нашите пациенти што се обраќаат кај нашата клиника. Само вчера биле извршени и 118 амбулантски прегледи, а зголемувањето на потребата од медицинска помош во комбинација со мал процент на вакцинирано население укажува дека следниот период може да се очекуваат и нови приеми. Може би уште малку ќе имаме ние зголемување на бројот на дали на хоспитализирани, на ново заразени. Нормално, ако имате 20-30% вакцинирани од граѓаните, нормално дека ќе имате и ново заразени пациенти. После што е лошо, има многу млади пациенти каде што се без симптоми, значи кај нив некако оди асимптоматски. Тие се ризични за ова стара популација со хронични болести што се. На вакциналниот пункт во Тетово денес имаше поголем ред по гужвите кои беа присутни изминатите 3 дена, поради зголемениот интерес за имунизација кај граѓаните по најавените рестриктивни мерки и растот на бројот на нови случаи. Од вчера сме земеле ови. Само чекај. А денес колку време чекате? Денеска сат време сме чекали. Денеска подобро некако вчера. Денеска све у реду. Денеска е добро, не знам што да кажам, одлично. Иде ред. Инаку од здравствениот дом Тетово најавуваат дека ќе биде отворен уште еден вакцинален пункт, а деталите ќе ги соопштат во текот на утрешниот ден.